Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на слободен печат. Тироидната жлезда е болест која што е една од најзастапените на глобално ниво. Жените се многу позастапени за разлика од мажите. Процентот е 9 заболени жени во однос на 1 маж. Најчесто болестите на тироидната жлезда се поврзуваат со недостаток на јод во почвата, меѓутоа и во водата. Кај нас тоа се надокнадува преку јодирање на солта. Најчести проблеми кои што се појавуваат се јазолчиња на самата тироидна жлезда, меѓутоа и останати болести. Утрово за тироидеата, меѓутоа и за новите иновативни методи за тоа како се лекува, зборуваме со доктор Билјана Церцарева, специјалист по нуклеарна медицина и тироидна жлезда од приватната болница Џибадем Систина. Докторка, добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добар ден, ви благодарам и јас на поканата. Светската статистика е таа која што ја кажав во најавата, меѓутоа во Македонија имаме чувство дека болестите на тироидната жлезда се шират како мала епидемија, еве да ја наречеме, малтене секој втори или трет човек има некаков проблем со тироидна жлезда. Вашето искуство е долгогодишно, на што се должи ова? Вие веќе во вашиот вовед дадовте една објаснување кои се најчестите заболувања, кои се најчестите причини за заболувањата да настанат. Па и би тргнало тамо дека последниот заклучок на Светската здравствена организација, кој што е за 2024 година, дава податоци дека секој 10 човек на планетава боледува од некакво тироидно заболување. Глобално, ако се зема како бројка, тоа е повеќе од 750 милиони, различно распределени во зависност од кое заболување станува збор, а Македонија, за жал, не заостанува зад оваа бројка, туку напротив, дури оваа бројка на секој 10 можеме да кажеме дека е скратена и дека тука негдека се движиме на кај секој 6-7 човек во нашата држава. Генерално, главниот проблем настанува уште пред многу години, кога државата немала доволно јод, како што вие кажавте, тоа е во почвата и во водата, меѓутоа за среќа, повторно УНИЦЕФ, Светската здравствена и нашите професори од Институтот за патофизиологија носат закон со кој што имаме јодирање на еден прехранбен производ, а тоа е солта кај нас, и веќе последниве 30 години речиси јодот и да е исклучен како проблем за настанување на овие заболувања. Што значи веќе е исклучена таа јододефицитарност. Да, меѓутоа заболувањата и понатаму растат и главната причина ја гледаме во моментот или на генетиката, односно наследниот фактор, бидејќи заболувањата не туку така одеднаш можеме да ги искорениме, а потоа и самиот стресоген фактор, односно темпото на живот кој што се тера во последните години е и како значен за да заболувањата и понатаму ги следиме. За жал, како што вие кажавте, постои како една епидемија, која што за среќа не е епидемија, бидејќи успешно ја дијагностицираме и ја лекуваме, меѓутоа сепак секојдневно ги гледаме овие пациенти. Кои се првите симптоми, доктор Церцарева, на кои што треба да обрнеме внимание? Наглото дебелење е една од нив, меѓутоа голем дел веројатно од вашите пациенти набипуваат и некакви јазолчиња на самата тироидна жлезда. Прво би ги кажала двете големи групи на заболувања кои што настануваат, кои што се поделени во зависност од тоа дали е засегната функцијата на тироидната жлезда, каде што се засегнати хормоните, односно нивното производство. И тука се двете познати заболувања, тоа е хипертиреозата и хипотиреозата, каде што или лачи прекумерно тироидната жлезда хормони, тоа е хипертиреозата, или пак позабавено или не лачи, а тоа е хипотиреозата. Тие спаѓаат во функционални заболувања. Во функционалните го ставаме познатиот Хашимотов тироидит како автоимуно заболување, кој што исто така пак може да оди во две насоки, и во хипер и во хипофаза. А за разлика од оваа група, втората група е групата на морфолошките заболувања, односно на што вие го спомнавте, појавата на јазелчињата, односно зголемената тироидна жлезда или во народот позната како струма или гушавост. Во зависност од тоа која група се јавува кај човекот, односно кај пациентите, така се и симптомите.
Па кога станува збор за функцијата кај хипертирозите, првото нешто што пациентите го приметуваат е забрзаниот метаболизам, односно изразеното слабење. Понатаму честите столици, односно проливите, треморот на раце, значи едно изразено тресење на рацете, изразено препотување, засегнување на репродуктивниот систем кај жените, а тоа е корекцијата, односно изостанокот или прекумерното крварење. Понатаму доаѓаат состојбите со срцето, каде што скоро кај сите пациенти се јавува едно срцебиење, односно тахикардија и пореметување на крвниот притисок. Од она што ние го кажуваме периферија, тука спаѓа и опаѓање на косата, односно кршливост на ноктите и една влажна кожа, која што се должи на препотеноста кај пациентот. Се ова што го кажав за хипертироза е обратно за хипотирозите, што значи тука ќе имаме поправање, односно зголемена телесна тежина, наместо проливите ќе доминира тврдата столица, односно нередовната столица, обстипацијата. Понатаму се јавува една брадикардија, односно спорена функција на срцето, односно една намалена негов ритам. Почне тука да се појават и аритмите, ирегуларноста во самиот след, односно самиот ритам на срцето. Понатаму наместо влажна кожа настанува една сува кожа која што е проследена со чешање и повторно се појавува и опаѓање на косата и кршливост на ноктите, меѓутоа сега тоа е заради тоа што имаме сувост. Пациентите тешко може да препознаат дали косата паѓа од корен или е на дното и заради тоа кажуваат дека опаѓа косата, меѓутоа кај хипотирозите практично таа е кршлива, меѓутоа се добива впечаток за исто така за опаѓање. Тоа се функционалните симптоми. А во групата каде што се јазолчињата, односно морфологијата, тоа се јазлите кои што даваат единствен симптом на пречење во грлото, на голтање, јадење, односно на дишење. Па пациентите многу често знаат да кажат дека имаат чувство како нешто да стои во грлото, како кнедло, па не можат ниту да ја голтнат, ниту да ја плукнат, или дека имаат потреба често да го прочистат грлото, односно актот на кашлица да биде поинтензивиран. Штом ке се појави барем 3 од некои од наведените симптоми, веќе едуцирани се и матичните лекари дека треба да ги препознаат овие симптоми и да ги упатат пациентите на ехографски преглед и лабораторија. Ехографските прегледи се најчесто изведени на специјалистите за тироидна жлезда, нормално со помош и на останатите и на радиолозите и интернистите, и лабораториските анализи каде што ги следиме секогаш FT3, FT4, односно слободните фрагменти на триотиронинот и тироксинот, познатиот T4 хормон, и најбитниот за нас тоа е ТСХ или тиростимулирачкиот хормон кој што доаѓа од мозокот, односно од хипофизата. Доколку сакаме да потврдиме или отфрлиме дека станува збор за Хашимотовиот тироидит, тогаш веќе ги контролираме тироидните антитела. Тоа се 2 антитела, односно орган специфични антитела, АТП опознати кај пациентите или тиропероксидазните антитела и тироглобулинските антитела. Во самиот почеток спомнав дека статистиката вели 9 жени, 1 маж. Зошто кај жените се повеќе застапени тироидните болести? Така, најчестите заболувања настануваат токму кај женската популација. Првото нешто заради кое што го земаме како причина се и останатите хормони кај жената, односно репродуктивните хормони. А второто, самата емотивна страна на жената ја прави да повеќе стресот биде изразен и да се јавуваат и кај незе овие заболувања почесто. Која е најмладата пациентка, бидејќи се појавува повеќе кај жени за разлика од мажи, и дали се случува да се роди бебе кој што има проблем со тироидна жлезда? За жал, и во светот и во Македонија се следи трендот на заболувања кои што се јавуваат уште со самото раѓање на бебињата. И повторно тука законот на нашите стари професори е од пред 30 на години во секое родилиште да се проверат тироидните хормони кај секое живородено бебе. Без разлика дали е тоа приватна здравствена организација, дали е приватна здравствена болница или пак е државно родилиште, секако мора секое бебе да биде проверено дали станува збор за бебе кое што е родено без тироидна жлезда, бидејќи ако го оставиме бебето и не е доиследено, веќе му ја пресудуваме судбината, односно се развива една форма на кретанизам, односно неможност да нормално живее тоа бебе, понатаму и индивидуа.
Доколку уште на првите 24 часа се дојде до такво сознание, веднаш се започнува со субституција со тироидни хормони и бебето расте сосема нормално како и останатите бебиња кои што се родени со тироидна жлезда. Може да се роди комплетно без тироидна жлезда, а тиреотично бебе може да се роди со една половина, а да нема доволно хормони. Или може нормално да се роди да е тука тироидната жлезда, меѓутоа од старт да има некаква засегнатост во генетиката и да е потребно веднаш да се започне со тироидеја. За жал се раѓаат меѓу 11 и 14 бебиња во Македонија на годишно ниво со ваков проблем. Може би гледачите ќе кажат дека е тоа сосема мала бројка за да нели се воведе една ваква цела да се активира целото здравство за да ги детектира овие пациенти. Меѓутоа верувајте дека за некого нели мал процент или мал број за еден родител е 100% каде што тоа нели може да биде пресудно. Така да најмалото пациентче би било дете, односно бебе кој што е самото што току родено. И тука да им кажеме на гледачите дека и доколку нема тироидна жлезда, со додаток на хормони понатаму продолжува со нормален живот и тоа се нели возрастни индивидуи потоа. Да. Но лекот кој што е на избор во Македонија е еден единствен, тоа е еутироксот, односно генериката е левотироксин и тоа е синтетскиот лек кој што во принцип е природниот хормон кој што нашата тироидна жлезда го лачи. Така да телото во принцип не препознава дали пациентот се уште има својата тироидна жлезда, дали е таа евентуално оперирана заради некаква причина, или пак си лачи најнормално, така да и се внесува хормонот, односно се лачи кај нормалниот индивидуа, а хормонот си се внесува вештачки по синтетски пат. Контролите редовни што ги тераме кај пациентите ни даваат за право да ги избаждариме како што треба тие нивоа на тироидни хормони и пациентите апсолутно кога имаат идеални вредности на хормоните не чувствуваат никакви проблеми при земањето на лекот. Така. Околу јазлите на вратот и иновативните методи на лекување. Имате во вашата клиника нов иновативен начин на третирање. Ајде малку околу тоа да ги едуцираме гледачите, дека секогаш не е битно, на крајот не мора да се направи класичен рез и класична операција, дека постои алтернатива. Значи, клиничката болница Аџибајдем Систина од пред некое време започна со работа на аблации на тироидната жлезда, кои што се строго контролирани, односно велиме се изведуваат само под строго поставени индикации. Тоа е навистина иновативна метода, меѓутоа мораме стриктно да бидеме сигурни дали ќе ја искористиме кај кој пациент. Ова што вие на почетокот го кажавте, дали нели мора секој да подлегне под рез, односно под операција, и тука постојат строго поставени правила, значи доколку се постави дијагноза за тироиден карцином, тука апсолутна индикација е оперативното лекување и тука би сакала да ги охрабрам пациентите дека не треба да се плашат од моментот на операција, бидејќи е тоа минимално инвазивна хирургија, се работи со години во нашата болница, искусните хирурзи ја завршуваат перфектно работата и пациентите после 48 часа практично си заминуваат дома без никаков проблем. Она што го даваме како предлог за аблации се случува кај пациенти кај кои што имаме единачен јазел, кој што не е многу голем, значи негдека помеѓу 25 до максимум 35 милиметри, кој што е поставен на предната страна на вратот, односно проминира веднаш под кожата и тука повторно жените се тие кои што естетиката сакат да запазат и најчесто им пречи во естетскиот момент, па се кандидати да дојдат и да продискутираме за ова можност на лекување, или пак се засега проблем при актот на голтање, односно се јавува честа иритабилна кашлица. Кои кандидати ги земаме, значи во предвид? Оние кај кои што јазелот е 2 пати биопсиран и добиени се 2 пати негативни биопси. Тоа значи дека во никој случај не наоѓаме клетки кои што се сомнителни за евентуална канцероза или преканцероза и пациенти кои што имаат хормонален статус кој што одговара на понатамошниот третман кај
пациентите. Нова е методата, иновативна, се добиваат добри резултати. Она што треба да се напомене е дека не е видлив веднаш ефектот и резултатот, туку сепак дека треба да се почека извесен период, например некои 6 месеци, за да тоа биде барем за 50% редукција на големината, а понатаму и во текот на годината, значи тој да комплетно исчезне. Значи на ваков начин се третираат само бенигни Бенигните, апсолутно бенигните јазли се третираат и јазли кои што даваат дозла во однос на нивната поставеност, големина и нормално биопсијата да е комплетно негативна. И за крај, доктор Црцарева, една препорака до сите пациенти. Што треба да направат, кога треба да се јават на лекар, што треба да почувствуваат, кој треба да биде првиот индикатор дека имаат некаков проблем со тироидната жлезда? Прво, добро е што се почесто работодавците започнуваат да ги внесуваат тироидните исследувања во систематските прегледи, што и како леснува да вие ја контролирате до некаде целата состојба со пациентите во нашата држава. Следни се матичните кои што треба да ја направат триажата, односно треба доколку пациентот се пожали на некој од симптомите. Најчестиот симптом за хипертиреоза конкретно е слабењето, да не се пропушти течните столици и срцебиењето. Се појавили овие симптоми, веднаш треба да ни укажуваат на заболување на тироидната жлезда или пак обратно, поправањето тврдата столица и брадикардијата. Не помалку е тука и заморот, малаксаноста, поспаноста, промената во расположението, така да тоа се од функционалната природа за заболувањата. Она што пак треба да асоцира за да се провери кога од морфолошкиот аспект, тогаш веќе се јазлите кои што се видливи или оние кои што пациентите сосема случајно ќе ги напипаат на вратот промените, тогаш веќе се оди веднаш кон ултрасонографско исследување, а потоа и евентуално потреба од скенирање, кој што ја нуди нашата гранка нуклеарната медицина и потоа евентуално потребата од изведување на тенкоиглена биопсија под контрола на ултразвук. Така. И за крај, имаме ли некаква статистика, бидејќи многу од вашите колеги велат дека многу малку располагаме со статистички податоци, колку на годишно ниво во Македонија, конкретно во вашата болница, има новооткриени случаи? За статистиката релевантни се сепак Министерството за здравство и тука се прават одредени статистички проценки колку ги има на број. Не би можела да коментирам и не би сакала да коментирам, бидејќи не е се уште завршена бројката за 24 година. Се прават понатаму и статистики во однос на колку лекарства се продадени од конкретно, да речеме, еутироксот или пропилтирацилот. Бројката е навистина голема, меѓутоа не треба тоа да биде обесхрабрувачки, заради тоа што сепак не станува збор за заболување, туку станува збор за состојби кои што успешно ги третираме. Доктор Црцарева, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете ги сите новитети кои што ги објавуваме на нашиот веб портал. Ви благодарам за вниманието.